па, драги мои, шанкот е место каде што можеби е време и да свртите една шолја кафе. Ако не знаете кога ќе земете плата, шефот сигурно нема да ви каже, кафето ќе ви каже. Ако не знаете зошто вашата кирка се уште нема дечко, исто кафето ќе ви каже. И ако не сте сигурни кога вашиот син ќе заврши факултет, кафето ќе ви каже. Среќа што постои хороскоп и гледање на кафе, затоа што кој ќе живееше во неочекувано и непредвидено и во исчекување сега дал ќе фати оваа мојава дечко и ќе се мажи и дал овој мојов ќе заврши факултет и ќе се вработи. Дал ќе се вработи ми кафето нема да ви каже. И денес максимално расположени ве потсетуваме зошто треба да пиете кафе од нашите пријатели, кое е спакувано модерно, ултра луксузно и најважното од се најквалитетен вкус кој ги буди сите ваши сетила. И талог ве луѓе, богат талог, кога ќе ја свртиш шолјата, кога ќе ја буцнеш желбата, одма тука да се види долу трупче талог, ќе да ти речат опа, пари имаш. А пари се најважни кои ќе гледаат на кафе. За душа мене ме гледаа пред некое време на кафе и ми рекоа од пари ни пан имам. Ама ќе има да. Она што не мора да го направите со гледање на кафе е да проверите дали ќе си купите нов автомобил. Како станува поладно, се потешко и потешко е да станете од вашиот топол кревет и да одите некаде пеш. Апсолутно ве разбирам. Со автобус заради пензионерите исто така не ви е никако чувството многу пријатно, а си викате немам пари за нов автомобил. Не е се во парите. За супер цена можете да добиете одличен автомобил ако ги побарате уште денес нашите пријатели, а ние го препорачуваме новиот Hyundai i30, не само дека е и Ивана, туку затоа што е ултрамодерен, ексклузивно добар автомобил по неверојатна цена. Не ми верувате, ако мене не ми верувате, нив мора да им верувате. Јавете се и прашајте. Сега Македонија, спремни? Нормално дека сте спремни. На Шанк започнува. Губењето на тебе е процес, и тоа долг, непостојан и невидлив. Не можев да знам дека те губам, можев само да дознам. Кога ми рече дека е толку. А во душата си ме оставила уште одамна. Си ме оставала секој пат кога не сум знаел како да те љубам. Малку по малку се умирала за мене, за да стигнеш до точка во која веќе не умираш. Оти е доста. И си се разбудила, си се собрала, си одлучила, си ми пресудила да умирам јас сега малку за тебе, да видам како е. Не сте грешка, драги мои. Со добро вино и добра поезија започнува дружбата на Шанк. Ова е вашата омилена емисија и време е да се опуштите и да слушнете уште неколку вака убави зборови во друштво на мене и на нашата гостинка денес и се разбира во друштво на убаво вино. Велат дека со добро вино оди добра книга, а јас на оваа комбинација сакам да додадам и прекрасна гостинка. Вечерва на Шанк Ксенија Николова, добре ни дојде. Добре ве најдов, Ивана, фала на поканата, што ме поканивте повтор пат кај вас на Шанкот. Ти благодарам што дојде. Претходниот пат споминавме издавањето на твојата најнова книга и конечно имаме друштво да уживаме во макар уште еднаш и во квалитетно вино. Ќе те поканам да наздравиме за оваа одлична дружба. Ти благодарам. И да ми кажеш како ќе ти се допадне виното. Супер, супер е. Јас сум голем љубител на вино и на розе, да, така што многу ми се допаѓа. Суво розе вино е ова, добиено по технологија за бели вина од сортата Кабарне Совиньон. Мирисот е овошен со ароми на малина и јагода, значи ќе уживаме во овошна арома на вино која обожавам. Виното овошно, свежо и хармонично, со известна сладкаста арома, затоа што сме сладки со Ксенија. Вилот се служи на температура од 8 до 12 степени, како аператив и како десертно вино. Претпоставам сакаш благо, сакаш многу вино, сакам благо. сакаш книги. Супер. Ја погодивме комбинацијава. Да, така. Како се чувствуваш во последниот период од како помина промоцијата на книгата, работите се стабилизира, како е Ксенија во елементе веќе? Па добро, мислам помина промоцијата, помина онака како што ја бевме замислила, со сите нели мали детали на кои внимававме.
Многу сум задоволна од промоцијата, задоволна сум од целиот тој процес, заедно со мојата издавачка куќа Матица, мислам дека направивме една многу убава веселба пред се и со убав повод и мислам дека допревме до читателите и до публиката онака како што бевме замислили, како што сакавме. Реакциите на публиката се добри, се позитивни, им се допаѓа и тоа е најважно. Тоа е најважно. Тоа е најважно. Јас сум среќна и тоа е тоа. Колку време си трajаше процесот на напишување на Макар уште еднаш? Па, макар уште еднаш беше напишано за отприлика година дена, меѓутоа веќе смислена во главата уште неколку години претходно, само што јас сериозно, да, само што јас како автор не бев подготвена за нешто такво се уште и го знаев тоа и сакав да изживеам уште 2-3 години од себе и од животот за да на некој начин созрам и бидам подготвена да напишам нешто како Макар уште еднаш. И кога дојде тој момент, тогаш знаев дека конечно е време. Можеш само да ми објасниш подетално што значи тоа? Ја имав во глава, но не бев спремна да ја споделам со публиката. Па ја имав во глава идејата, ама не бев подготвена за реализацијата, ете така да речеме. Не беше всушност страв да ги искажеш ставовите во книгата, туку немаше никакви стравови, меѓутоа знаев дека не е време. Едноставно знаев дека треба да помине уште некое време за да тоа излезе од мене онака како што треба и да го допре максимумот, мојот максимум, тоа е мојот максимум, нормално не сечи и мислев дека треба да поминат уште 2-3 години за да се случи и најверојатно сум била во право затоа што сум задоволна од целиот тој процес и чувствувам дека постапив правилно. Имам искуство со пишување на книги, но колку се изменува книгата од идејата во твојата глава до создавање на велат кога ќе почнеш да пишуваш, карактерите може да се земат свој живот и да будат приказната во друг правец. Се случило ли тоа или? Па да, отприлика мојата приказна не се промени. Јас знаев отприлика горе-доле што сакам да постигнам, но се појавува во текот на целиот процес нови карактери кои што да речеме не беа замислени, бидејќи не достигаше нешто и ете излегуваа нови карактери, нови околности, нови случувања. Меѓутоа приказната е таа, значи тоа е една поента, меѓутоа се друго се околности врз база на тоа како се чувствуваш во моментот и што ти се случува и нели што сакаш да кажеш. Јас го обожавам твојот начин на пишување, посебно поради тоа што има вклучено многу емоции. Сме го коментирала тоа дека во една реченица знаеш да направиш човек да биде и тажен и среќен во исто време. Она што е највпечатливо кај тебе, сите веќе го знаеме, алтер егото, јас така сакам да ме нарекувам, она машката личност, која велиш дека не ти е проблем твој заштитен знак за пишување и публиката ја прифаќа. Значи ли тоа дека постои таму некаде реална личност, како што е таа твоја замислена во книгиве, која пробила длабоко до тебе да те натера да напишеш нешто за него? Дали постои вистински таква некоја личност, таков маш? Па, како оно што го пишуваш? Може би постои, јас го немам сретното, таков тип на маш, меѓутоа тоа е измислен лик, значи тоа е лик кој што и не е едноличен, туку е постојано различен, да, има некои карактерни особини кои што се дел од моето пишување и како белег на мене, но тоа се повеќе ликови, не е еден, а што се однесува на машкиот лик во мене, пак ќе кажам, тоа е некој природен процес, кажав и претходниот пат кога бев тука кај тебе, дека едноставно се чувствувам во тој момент така и не размислувам многу како ќе биде понатака. Макар уште еднаш ќе мора да земат и да прочитаат приказната нашите гледачи, но она што е приказната се врти околу Ники, од тие како ревјуз да ги наречам на твојата книга што ги прочитав, каде што доста те фалат, но е доста различно од начинот на кој досега пишуваш и сама го кажа тој, тогаш рече ќе извадам нешто што е поразлично. Ова значи дека ќе продолжиш во овој терк да ги пишуваш следните твои книги или можеби пак ќе пробаш да се навратиш на веќе претходна? Па навистина не знам, јас сакав ова да речеме зборував различно затоа што претходно беа приказни, беше повеќе базирано на емоции, не дека макар уште еднаш нема емоции во себе, но има и приказни, има многу факти, јас многу истражував од новинарски аспект, бидејќи се работи за светот на клоуновите и како еден клоун изгледа, како се однесува, се што пишува внатре е точно и не е измислено, туку се факти и навистина е така и пред се е од едукативен карактер, еден читател може да научи повеќе за светот на клоуновите, за циркусот, за циркуската сцена и така натака.
а емоциите се некаде после тоа. Значи, и може да кажеме дека тоа е разликата, затоа што не е класична љубовна приказна, туку е многу повеќе од тоа. Она што мене ми беше интересно е зошто баш тематиката на циркусот. Луѓе имаат фобија од клоун, или американци би рекла, ние не толку, ама они се плашат од клоунови. Ти па одлучи твојот главен карактер да биде поврзан баш со тоа. Сакаше да испровоцираш можеби нешто, да ги доближиш луѓето за нешто. Нас не ни е близо од циркусот. Мене барем на пример, не го чувствувам како нешто што со кое сум пораснала и сум имала допир. Зошто баш циркусот? Како што кажа, луѓето се плашат од клоунови, и јас се плашав од клоунови долги години. Веќе не, особено не после книгата, и се плашев на некој многу чуден начин, не познавајќи ги, не знаејќи ништо посебно за тој свет, и ми беше многу интересно како може нешто што е сосема непознато, гледајќи го да ти створи фобија. И сватив отпосле дека тоа е фобија не од клоуновите, туку од непознатото, од маската позади која што се крие вистинското лице на клоунот. И си зазема друга насока во размислувањето, и така тоа беше, да кажам, мотивот за мака уштеност. Како е моментот на еден писател да пишува книги во време кога повеќе младите одат кон електроника, јас ќе признам дека мене читањето книга ми е најомилено нешто. Јас се израдував сега кога Ксенија ми рече дека ќе ми ја посвети книгата и ќе може конечно да се имам дома со твој подпис. Значи јас, да речем, сум класична или старомодна. Сакам да седнам дома со чај, со вино и да читам книга. Но младиве денеска, барем ќе се сложи што мене, тешко е човек да ги натера да читаат. И вела дека тој предизвик од денешно време да бидеш писател и да работиш оваа професија која некој сака да нарече дека е во тек на изумирање, конкретно пишувањето на книги, повеќе се префрлуваат на електронското пишување. Па да, добро. Меѓутоа, мислам дека, како да кажам, кај нас сум задоволна од живот на луѓето. Мислам дека луѓето се повеќе ги негуваат македонските автори и сакаат да читаат македонски нешта, и тоа е одлично. Мислам, тоа беше непознато пред неколку години. Пред неколку години немаше ни млади луѓе многу кои што сакаат да се искажат преку пишувањето, а камоли па нели млади читатели кои што би, како да кажам, би поверувале на еден македонски автор и би му ја купиле книгата или значи не беше тоа така. Но тоа се менува сега и тоа ми е многу драго. Јас гледам по присутните на моите промоции дека навистина доаѓаат и луѓе кои што не ме познаваат, кои што доаѓаат исклучиво и само за книгата, и тоа значи дека ја читаат, дека сакаат да читаат и доаѓаат на сајмот на книги кој што исто така посетен. Така да верувам дека со текот на годините тоа ќе биде се поуспешно и поуспешно. Ова не се Ромео и Јулија беше првата книга преку која слушнав за тебе и те запознав. Иако претходно начекував твои статуси, кратки приказни споделени на социјалните мрежи, повеќето од нив не знаев дека се твои бидејќи нели. Немаме навика да кажеме од кое да ни речам украдени, ама што велиш ти само имаш изјавено во ретие тоа е нешто што го прават и те промовираат тебе, значи дека те читаат. Така е, да. Меѓутоа, ова не се Ромео и Јулија беше прв пат кога те запознав и искрена да бидам, не бев сигурна во твојот талент. Во тоа време мислев дека некој пробува да сака да биде писател, но ти го прочитав делото, докажа дека пишуваш на свој начин и остана да се бавиш со таа професија. Да. Една од првите девојки се според мене што почнаа девојки ќе наречам, бидејќи девојките пишуваат повеќе кратки приказни и белешки, но денеска никако сите знаат да искоментираат и сите станаа писатели или сите станаа писатели на Facebook со оние пишување на кратки статуси. Дали ти пречи? Дали никогаш се чувствувала загрозена дека и се преплави Фејсбукот од луѓе кои го работат тоа, на кои ти ќе речам дека си пионир, ти го започна? Па не ми пречи, затоа што тоа е реалноста. Фејсбук е моментално, како да кажам, каналот преку кој ние најмногу се промовираме и најмногу се изразуваме. Јас тоа го гледам кога еве се подготвува мојата книга, јас гледам како најмногу се допира до читателите, се допира најмногу преку Фејсбук и тоа не е тајна. И воопшто не ми пречи тоа што да речеме секој сака да напише нешто на Фејсбук, тоа е здраво и нека се пишува. Не мислам дека човекот кога има емоции треба да ги потиснува и треба да се срами од нив, колку и да изгледа тоа чудно, смешно некому, мене ми е сосема во ред. Подобро тоа да се прави отколку да се плука да не се прави ништо, така да тоа е мојот став за целата таа ситуација, а тоа дека сите станале писатели
Не мислам апсолутно ништо за тоа, затоа што мислам дека сме далеку сите од таа точка каде што сакаме да се наоѓаме. Ние само го правиме тоа што ни исполнува и се трудиме и одиме напред. Можеби е споро, ама одиме. Да. И тоа не мислам дека тоа е за анализа, туку е за почит, мислам дека така е. Дали може да се потсетиш на првиот момент кога почна книгата, односно моментот како дојде до ајде Ксенија да издадеш книга? Тоа беше на 19 години, јас тогаш не живеев во Македонија. Ја напишав затоа што пишувам уште од многу одамна и напишав нешто кое мислев дека е интересно и има целина и се консултирав со професионалци кои што издаваат книги и сето тоа и навистина не очекувајќи дека ќе ми се даде зелено светло, ја издадов таа книга, Ама по твоја иницијатива, по моја иницијатива, јас сама сакав, да. Но постоја бидејќи живеев во странство и се некако и се посветив на студии, на магистерските студии и на додипломските. И некако немав време, не бев тука пред се и сето тоа. Но никогаш не престанав да пишувам, знаев дека здравје Боже, за што и да се случи со мене и со каде ќе бидам, ќе се вратам и можеби пак ќе се случи нешто. И така се случи втората книга и се, мислам, и продолжуваш понатаму. Да. Предпоставувам изгледаш среќна, исполнета, инспирирано, значи работиш на нов проект. Предпоставувам. Па да, работам на нов проект, тоа мислам, што се мислува на книгите, малку се одмарам. Сега треба да не оставиш да легнеме и да уживаме во макар уште еднаш. Така, има, мислам, навистина книгата се издаде пред 4 месеци, е рано и јас немам ни нешто посебно што да кажам веќе во овој период. Но посветена сум на други некои нешта, значи посветена сум на музиката, да. Се случуваат многу интересни работи кои што се надевам дека ќе го видат својот бел ден и ќе можеме да зборуваме за нив еден ден тогаш. Сега само ќе кажам дека ми е драго што се случува нешто, што се работи, што има желба, што се даваат шанси меѓусебно на уметниците и мене и на други и така тоа е тоа. Дали ќе продолжи проектот аудио правење на книги, бидејќи веќе проба, ти си таа која го проба тој проект, да можат и оние кои имаат проблеми со видео да не може да читаат, да може да со хендикеп да го бара вистинскиот збор, да може да уживаат во книги. Иако знам дека тоа не зависи целосно од тебе таков еден проект, меѓутоа дали има понуди и преговори, бидејќи јас мислам дека и тоа беше за поздравување, уште еден смел чекор на кој учествуваше ти како млад писател. Па не знам, тоа не зависи баш од мене, исто како и тогаш што не зависеше само од мене. Мислам, јас ја имав иницијативата и желбата и се радував што сум дел од тој процес, меѓутоа за тоа стоеше една цела продукција која што го направи тоа на професионално ниво и мислам дека додека се случи таква опција повторно, јас со радост би учествувала и би била дел од тоа, но не зависи тоа од мене. Меѓутоа ми е драго што барем едно од моите дела е достапно и за тие луѓе и навистина многу се радував за целиот тој процес. Да, јас сакам да поздравам една таква личност што апсолутно уживаше во твојата книга благодарение на овој проект и заради тоа ќе искористам приликата да инсистирам дека не само ти како писател, повеќе писатели треба да се вклучат во вакви проекти, да се направи вакво нешто баш за тие луѓе на кои им е одземена шансата да го прочитат на класичен начин она што го творите вие. Дали си размислувала за преведување на книгата и ширење надвор од границите на Македонија? Па добро, мислам дека секој од нас размислува, сака, да, но пак како и сите други нешта, тоа не зависи само од нас. Значи, не знам, сигурно дека ќе се спојат коцките некогаш и ќе се најде некој правилниот начин да се изведе тоа. Тоа не е толку едноставно. А секогаш сум се прашувала, мислев дека автоматски се преведуваат книги. Не е толку едноставно и воопшто не значи дека ако книгата ти е успешна во твојата земја, дека треба да се преведе. Значи не е тоа баш така. И јас и не сум по природа човек кој што се, како не знам, со сила турка некои работи, просто оставам да се случат. Ако некој се заинтересира, има интерес, разбира дека биде ми било честно, не мислам дека
дека не мислам дека Не сакаш да ги форсираш Не сакам да ги работите. форсирам. Ето тоа е вистинскиот. Ти си ми интересен и редок пример на човек кој лагано и си верува дека се што и така е всушност и на крајот што е твое ќе си дојде. Да. Меѓутоа си една од ретките кои не се под притисок да направат ништо, да го завршат, да го истираат, дека мора да биде така. И мислам дека ова е можеби интересен пристап кој и останатите треба да го пробаме и да го научиме од тебе. Па да, не мислам дека не мора се да биде баш сега и баш на тој начин и мислам и силно верувам дека тоа што ни припаѓа ќе ни припадне порано или подоцна и не мислам дека имаме ние било каква моќ тој процес да го isforsираме, форсирајќи го можеме само да го расипеме. Изгуби ли никогаш надеж на моментот сите да претпоставам целиот тој тежок комплициран процес, оваа професија не е лесна твојата. Дали никогаш изгуби надеж да речеш добро Ксенија нели можеше нешто друго да работиш? Па не на тој начин, но некогаш кога е, да речеме, од внатре во мене тешко, а некои работи нели се очекуваат и мора да се завршат. Да, си позамислувам што би било кога не би било ова. Ама на крајот од денот толку сум благодарна за се што ми се има случано да не се ни осмелувам да одам понатака со таа. Сакаш да бидеш како мала знаеш, од сигурно дека ова ќе биде твојата професија? Не. Сакав да пишував од мала и многу сакав да пишувам, но не сакав да бидам писател затоа што мислев дека писател се станува, не можеш да посакаш да бидеш таква работа затоа што се работи за уметност. Јас уметноста многу ја почитувам уште од мало, уште од дете и никогаш не сум се осмелувала да посакам да бидам уметник. Ако треба ќе се случи. А сакав да бидам многу различни работи, мислам моето образование нема врска со ништо од ова што го работам денес. Мислам дека со пиар си. Со туризам, да. Со туризам, да. Ете тоа нешто во таа некоја смера сакав да бидам нешто во тој сектор и се уште работам нешто поврзано со тоа. Но конкретно нешто повеќе работи како и секој дете што проаѓа низ фази, доктор сакав да бидам едно време. Балерина сакав. Така да многу нешто. Овде веќе ми се надоврза сама на прашањето што беше следно, баш и тој го чипнавме муабет. Жена со многу обврски. Девојка да речам, девојка која е на повеќе страни, која буквално не знам ни јас сама како постасуваш се и ќе барам од тебе да ми ја откриеш тајната на тоа како не си нервозна, како си вака релаксирана, како собираш сили да бидеш на секоја поле активна и да го дадеш максимумот од себе. Сама рече поврзана професијата, музиката, книгите, пишувањето, активно на Facebook, ги следам твоите белешки секојдневно се по неколку, тоа треба човек да му дојде инспирација да го напише и ти го правиш цело време. Па, не е дека не сум нервозна сум, значи, само сум најверојатно знаеш како да се насмееш. Да, и се трудиш да најдеш некоја машинерија за да isfunkционираш, затоа што секојдневието носи нервози, тоа сите го знаеме и на сите не се случува. А што се однесува на постигнувањето на обврските, па во принцип најверојатно таква ми е природата, уште од дете сум многу одговорен човек кон нештата и кон луѓето, значи дали е тоа договарање, дали е тоа завршување на нешто во одредено време или се, значи никогаш не ми се случило да доцнам или така. На твоите дома. Ама така, од дете сум таква, не знам што не е, што имам ја милион други мани, меѓутоа за таа работа најверојатно тоа ми давало мотив дека нешто кога нешто треба да се заврши, едноставно треба да се заврши, се друго, не знам како. Многу пати, претходниот пат тоа те прашав, многу пати кога ги читам твоите статуси, јас знам дека тоа не е вистина, меѓутоа многу пати Ксенија добивам онака жилба на си да мислам дека некој ти има повредено и ми доаѓа да го истапам, да го убијам тој што така ти има направено. После ми текнува дека и сама изјави дека не е поврзано со реална личност. Меѓутоа, како се справуваш со тоа да им објасниш на луѓето, еве како на мене на почетокот, која бев сигурна дека Ксенија е со писателка с која ја скршено срцето и сега го лечи преку пишувањето. И ти ми рече не Ивана, нема врска. Тоа е веќе не е така, да.
Па добро, луѓето значи кога читаат нешто и сакаат да си, не знам, да си сакаат, чувствуваат дека тоа е вистина, затоа што најверојатно тоа е добро, затоа што звучи толку реално и толку искрено. Но се разбира, тоа е инспирирано од секојдневни емоции кои што постојат, но не значи дека се случиле во истата форма, во истиот начин и во истото време. Значи тие се преточуваат од една фаза, од друга фаза, во трета фаза и на крајот ти излегува тоа што излегува од мене. Така да не се автобиографски, големиот дел од нив не се. И тоа е тоа. Но дали си приметила да сепак има влијание твоето расположение на пишувањето? Или си имуна на тоа? Има влијание, има големо влијание. Има моменти кога, како да кажам, не сум мотивирана за ништо и не ми се ни зборува, камоли да седнам да создадам. Има влијание, многу. Мислам, расположението тоа е најверојатно најтешкиот дел од оваа работа, што расположението многу влијае на тоа што го создаваш и на квалитетот на тоа што го создаваш, а расположението јас до ден денес не сум научила да си го контролирам постојано. Некогаш можам да се натерам себе си, но тоа ќе на мене се гледа. Ако сум јас среќна, на мене се гледа. Ако сум јас тажна, исто така на мене се гледа. И затоа некогаш трпат тие работи една од друга. Не знам, јас буквално ти велам кога ги читам и кога се запознавме веќе лично, да. Така, ја добив сликата да бидам љута на кој да е тој фиктивен лик што го имаш ставено, да. Или можеби сум навикната и сакам да верувам дека сите пишуваат од реално искуство, ама баш убаво рече, тоа се искуство. Да. Но следното прашање веќе ми беше дали имаш проблем со ти се случило или одреден човек, не мора да е дечкото или човек што си имала емоции спрема него, може да е другарка или од дома некој, да те спречи да напишеш ништо што сакаш да го напишеш само заради тоа што мислиш дека ќе го интерпретира лошо, дека е за нив напишано, за него, за нејзе и дека ќе го свата другче. Не ми се случило да бидам спречена, но ми се случило да бидам погрешно сватана. Например, некој кога ќе прочита нешто да рече ова и ова ти се случило или ова е за тој човек или за таа или другарка или не сам некој нешто, меѓутоа тоа беше тоа најчесто се случува од најблиски мои луѓе кои што се во процес на запознавање, и не знаат како функционираат нешто, што е нормално. Значи можеби јас кога би прочитала нешто би помислила дека е веродостојно и дека е 100% за таа и таа персона, што на крај да погрешам. Но тие што ме знаат и што знаат како функционирам, знаат дека се што читаат не значи дека нешто се случува, а и да се случува, не се случува во таа форма и од А до Ш како што е напишано. Да. Колку си искрена како човек? Па мислам дека сум искрена. Ајде да провериме. Ти си прашаш на почетокот кога си дојде. Чекајте, луѓе, на очарева си там да не се мачам, ништо не гледам. Значи, ова е игра која играме и проверувам искреноста на нашите гости. Добро. Ми одговараш со помош на табличкиве. Не сум. Јас ги поставувам прашањата. Не се ништо комплицирани, лесни се вака како за тебе на пријателска база. Добро. Никогаш не сум патувала сама. Многу имам желба. Ама страв ми е. Сум заминала сама на одмор и многу имам желба. Тоа лани ми се случи за прв пат во животот. Никогаш не мислев дека ќе ми се случи, ама лани се почувствав така и се... Колку дена? 3 дена беше блиску, 3 или 2 дена, ама пак бев сосема сама запалив кола, сама замина. Нешто ми се случи, одам еднаш во агенција туристичка, исто значи не може да се организирам за одмор, еден одмор сега, друг. И на тој дечко му викам, сакам аранжман за еден човек. Сама ќе одите? Да, му викам, сама. Сама? Некој ќе ме пречака вајда там. Не му викам, сама. Спуна човекот. Сама? Да бе, викам сама. Некако чудно реагираат луѓето на тој момент и затоа. Да. Ама преубаво е, нели? Да, многу е убаво. На крајот откриштата друштвото сам со себе не го. Потребно е некогаш. Некогаш едноставно е потребно. Дефинитивно би го повторила тоа искуство? Па сигурно дека ако почувствувам желба, би го повторила. Видите, човек што има храброст. Морам јас да го пробам, па ќе ти кажам како сум поминала. Никогаш не сум била излезана во град или ве седела на шанк сама. И тоа немам направено, сум сакала.
Не. Ниси. Не сум, не сум. А по филмовите бе цело време се сами по шанкови. Не сум, дури ни во странство не сум излегла сама на шанк или вака помеѓу, не. Се смеевме, знаеш, оние романтични сцени на шанко, не излегува нервозна, застанува па некој згоден дечко доаѓа премовет, кај бе тој шанк? Кај нас така да застане. Никам да замислам што се ќе ми дојде. Да. Добро. Никогаш не сум дала на дечко погрешно име или број за да не ме најде. Ау, не знам. Вака треба, значи она ќе вртиш вака табличка. Не знам. Јас сум. Не знам. И да било би било сигурно многу одамна, што не можам да се сетам, но не сакам да кажам нешто што е 100%, не сум сигурна дека би се така да вака. Ајде, нека остане така. Никогаш не сум чепкала во туки телефон. Ајде да бидеме искрени. Јас се мислам едно време вака да направам. Не, што е вистина, нема лажење. Стварно сакам вака да направам, ајде. Ама не, така, околности пак ќе речам. Јас ми паднал урак. Без намера. Ама ја не сакам, ама тука стоеше. Сам се отвори. Никогаш не сум го поминала цел ден лежејќи во кревет и не правејќи ништо. Леле. Сум. Фала Богу, се утеши. Има такви денови. Сега ќе ми речеш не сум, не, имам такви денови, имам такви. Добро, и Ксенија знае да биде мрзлива. Никогаш не сум се фарбала со друга боја освен плава. Сум. Што боја беше? Пред 4 години, тоа е единствен мој експеримент што сум го направила, бев многу темно кафена. Ништо. Црвена ми се вкеричаш, ништо роза. Тоа Бев роза едно време. Да. Баута. Бев многу темно кафена и тоа е најголемиот ризик што се несува на косата. Никогаш повеќе, да, викате заштитно. Да, и не го минувам, мислам, не можам да замислам друга боја на косата. Еднаш плаво, никогаш повеќе назад. Да. Никогаш не сум избегала од средба со роднини. Мислам дека не сум. Браво. Мислам дека не сум. Може твоите роднини да се пофини од моите, се шегувам. Не сум. Не се сеќавам на така, значи не сум. Значи си човек што сака да се дружи, добро. Никогаш не сум раскинала со никој со пишување наместо очи во очи. Ти бе верам тоа ти е лесно да му раскинеш на никој со пишување. Па не сум. Не си? Па не сум. Имаш, можност бре. Не сум. И да било нешто, после тоа сме се виделе, така да значи не сум. Но да ти дај бе раскини, па не знам како, па пиши, па не знам што да ја пишам. Ти ја берем, немаш проблем. Да. И последното прашање, никогаш не сум украла ништо. Не сум. Мастики ко дете. Ама тоа не се важи, на тоа сите имавме таа фаза кога крадевме. Да, па добро, тогаш не сум. Не сум, право моја за сериозен грабеж не сме. Не сум тогаш. Мобилниот на дечко ми за да го проверам, не се рачуна, му го врати после. Тоа е наша собственост, така да не се. Одлично. Ете ги откривме мистеријата со табличките. Да. Сега може да се навратиме на она стандардно прашање што следи за информација на нашите гледачи. Книгата може да се најде во сите книжари? Да, книгата значи нели пред се во Матица и во Матица ексклузив, значи во двата дуќани на Матица, може да се најде и во другите книжари, може да се најде и во другите градови. Сега точно не се сеќавам на сите локации, но може да се најде во Битола, може да се најде во Охрид. Ако сакам да ми ја подпишеш? Може да се најде и во Да, Штип. пуштам да ми ја подпишеш, па да ми ја вратиш. Се случувало и тоа, девојчиња ми пишувале во инбокс и секогаш сум гледала начин дали да се најдеме во Скопје, дали да им ја, значи тоа ми се случило и го имам направено за неколку девојчиња што ми пишале, така да јас отворена сум за тоа, затоа што знам дека и мене ми значи потпишана книга, не е исто како потпишана и не потпишана и секогаш сум тука нели да ја потпишам за секој што сака. Така. Што ќе биде, спомнавме веќе дека на музиката ќе се сконцентрираш, дали тоа ќе биде периодот дефинитивно или ако се појави нешто плюс, ќе се истари тој дел? Па ќе видиме, значи сега на тоа сум посветена, се очекуваат некои работи. Фестивалите претпоставам ќе започнат сега. Па сега фестивалот, Скопски фестивал за жал нема да се одржи, иако имавме во план нешто и за таму, но ете тоа е ситуацијата и во која што се наоѓаме. Како и да е настрана од тоа, има некои други работи за кои што ќе видиме од кога ќе се случат, јас ќе зборувам затоа што се уште се сосема таза и во сосема најрана форма, така да ќе зборуваме кога ќе биде време. Немој да ме мрдаш никаде, одам по пенкало, значи книгата Ксенија мора да ми ја подпише, без подпис од тука не си одиш и нормално да ги дадеме нашите подароци. How you feeling? Happy? Tell me how you feeling? Happy? We about to do this 'cause we happy. Deluxe. I'm alone.
Елит. За мали и големи. Вистинско кафе. За вистинско уживање. Еве сме назад во студиото, баш сега им кажував на моите колеги овде и на мојата гостинка, кој била позади Шанк, стомако да си го опуштам конечно, зато го собирав на столче и го ушив. Еве пенкалца, те молам да ми ја потпишеш, а вие, драга моја Македонија, уште веднаш побарајте, макар уште еднаш од Ксенија и уверите се во она што јас се уверив, дека не само што е убава, не само што е културна и паметна, како што можете да видите од самото интервју, е и доста талентирана и не за џаби има толку луѓе кои редовно ја следат на социјалните мрежи, луѓе како мене што стекнаа толку голема почит и љубов кон низа. И да не изборам многу, ќе треба да ми плати после веќе за фалење. Еве поглед. Благодарам. Ова е веќе извежбан. Која камера може да ми направи зум? Еве колегата Злата. Ти благодарам многу. Најубавиот подарок. Најубавиот подарок од моите гости вака ми е ова. Сега седнувам, уште виното ако ми го дадат за дома. И не ме барајте. Кога сум веќе кај виното и кај моите драги пријатели, тие сакаат да те изненадат со исто така вино за тебе, Розе, за дома. Благодарам. Најубавото вино кое можеш да го испиеш како аператив или со нешто сладко, да се замазиш и да си уживаш во други книги. Претставам, сакаш да читаш и ти? Да, сакам со виното, супер, исто како тебе. Ет, нормално. Но, она што сакам да те изненадам е, мислам дека оваа шулечка вака ми е мирак да ти ја дадам, бидејќи си ни втор пат на Шанк. И Good Vibes Only од Pan Print. Леле, супер, фала Pan многу. Print се идеални за маички, за вакви работи кои ти текне, за тапет по дома, ако сакаш еве вака да си направиш атмосфера. Тие се тие луѓето кои треба да ги побараш и пак ќе речам, мораш да не се чуваш. Не смеш да не ми се чуваш. Значи немој после да ми речеш, има на стомакот мој седнала позади Шанк пред Шанк, исто му е. Фала ти Мораш, многу. еве од оваа страна, мораш да не се чуваш. Фала И многу. драга моја убава Ксенија, мораш да пиеш кафенца. Знаеш и претходниот пат ти дадовме од најубавото кафенце која може да се испие, затоа што книга и кафе оди идеално. Супер. И вака ми изгледаш да некој ще има доста внуци по дома, едно детско капучино, Супер. да има на виново. Супер. На здравје, Фала ти ти, благодарам што фала ми ти беше на гостинка. поканата, фала ти. Ето. Уживајте во добро вино и добро друштво на Шанк и уште малку имаме за вас, Македонија. По вака убаво помината вечер, најважното нешто кое треба да го направите е да гушнете личноста која ја сакате. Не мора да биде тоа вашата супруга, нека бидат децата. Шегувам. Не, сериозно, гуштете си луѓето што ги сакате, но кога веќе ќе се решите да водите љубов, не заборавајте дека паметните се заштитуваат, овие други ве прават деца и прават свадби. Повторно се шегувам. Правете деца вие, ама кога не ве време за деца, користете презервативи и тоа одбирате презерватив по ваша мерка и вкус, кој нашите пријатели го имаат овде на избор за вас. Епа, убави мои луѓе, останато нешто кое треба да ве потсетам е да ги побарате Pan Print, ако сте романтично расположени за нека убава романтична фотографија да изненадите вашата сакана или за таква убава шолја за пиење чај како што ние поделивме на нашата гостинка и да не следите редовно на нашата Facebook страница на Шанк со Ивана Наскова. Нашите репризни изданија исто така можете да ги следите, а кога веќе нешто ќе пропуштите и сакате да се вратите на нас за некои 2-3 недели, побарајте на нашиот YouTube канал на Шанк. Ве сакам убави луѓе, се гледаме за 7 дена.